Новата јавна сауна Hornstones Bastun е дел од стратегијата на градот за отварање на крајбрежјето за граѓаните и посетителите. Станува збор за објект кој може да прими до 16 лица, со можност за онлайн резервации и директен пристап до вода за капење. Доаѓате тука и слободни сте да се капете ако сакате. Кога резервирате и плаќате, добивате QR код. Можете да го користите тука и вратата ќе ви се отвори. Посетителите можат да уживаат во сауната со поглед кон водата и да се релаксираат во природна околина. Влегувате во сауната и ова е сауната, а тука е прекрасниот поглед и можете да седите, да се релаксирате и да имате совршен ден. Градските власти велат дека целта е традицијата да биде достапна за сите. Стокхолм има долга традиција како пристанишен град. Поради тоа не сме ги отвориле доволно кеовите за пливање за јавноста. Сега сакаме да го направиме тоа и исто така сакаме да обезбедиме секој да има пристап до сауната. Затоа правиме комбинација. Има и приватни, но сега имаме и оваа градска сауна за да бидеме сигурни дека е достапна и отворена за сите. Меѓу првите посетители има и туристи, кои велат дека ваквото искуство е целосно само кога се комбинира сауна и вода. Одлично е да има вода и сауна заедно. Мислам, сауна без вода не е вистинско искуство. Овие две работи мора да одат заедно. А ова е толку прекрасно место. И денеска имаме прекрасно време. Тоа е совршена комбинација. Проектот има и туристички потенцијал, но и цел да биде достапен за сите без членство. Главно ова е место за рекреација, но исто така сметаме дека и нашите странски туристи би сакале да ги пречекаме во сауна без никакво членство. Цената е поставена умерено, со цел да не се наруши приватниот сектор. Не сакаме да бидеме премногу ефтини и не сакаме да бидеме премногу скапи, да бидеме некаде на средина, бидејќи не сакаме да им бидеме конкуренција на приватниот сектор. Иницијативата ја поздравуваат и приватните оператори, кои со години се залагаат за повеќе јавни сауни. Со сестра ми ја водиме сауната наречена Folk Bastu. Се обидуваме да добиеме повеќе јавни сауни во градот за сите и мислам дека ова е одлично. Истата идеја, но сега општината ја презема одговорноста да го направи истото, да гради сауни и да ги отвори за повеќе луѓе. Тој додава дека ваквите проекти барале време за да се реализираат. Ние сме многу конзервативни на некој начин што е дозволено да се прави во градот. Ова е многу убав град и имаме многу вода, но исто така постои и прашањето на еднаквост. Кој смее да ја користи и како го делиме овој заеднички простор и воденото крајбрежје. Мислам дека им требаше време на политичарите и градот да го поминат овој процес на размислување. Градот Стокхолм најавува дека ќе го следи интересот на граѓаните и ќе размисли за отварање на вакви нови јавни простори во иднина.